Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за најмладите, односно за децата кои добиваат здравствени услуги во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле. Имено ова новоизградена здравствена установа во последните 4 месеци откако почна да функционира во сосема нови простори, урбани простори, современи простори, има дури за 70% зголемување на амбулантските прегледи. Токму директорот на ова јавна здравствена установа, примариус доктор Оливер Зафировски и мој денешен соговорник во емисијата Здравје, доктор Зафировски, добро утро и ви благодарам што и повторно сте дел од емисијата Здравје. Добро утро на вас и на вашите почитувани слушатели. Секој пат ми е задоволство да гостувам вашата емисија Радио Слободна Македонија, посебно кога се работи за здравје за децата. Навистина и ние не очекувавме дека толку ќе биде зголемен бројот како на амбулантските, така и на болничките услуги што ги даваме, но пред се тоа се должи на апаратурата и едукацијата која што ја спроведовме сите овие години додека се зидаше новиот објект и успеавме да дадеме и покрај големиот обем услуги да ниедно дете не чека да биде поставена точна диагноза и соодветно лекување. Така да од 15.000 прегледи амбулантски се навистина непознатна бројка кој што сите колеги кои што работеа дадоа се од себе да ги изгрижиме децата. И навистина ова представува една најуспешна приказка во македонското здравство, една паднати брак и ни дотрајана болница, направивме еден навистина убав преубав капацитет за децата, да децата веќе кога идат во болница да го губат чувство дека одат на доктор и дека тука ќе има боцкање, дека ќе има стрес, но навистина се повеќе личи на една убава игротека, кој што и внатрешниот дизајн на болницата го дава тоа чувство и тој амбиент е поинако во нас на другите болнички капацитети. Така, последен пат кога бевте во Здравје пред ова денешно гостување, тогаш беше изградена болницата всушност, се рековме дека ќе се слушнеме пак за гостување кога ќе има конкретни резултати. Еве навистина за толку кратко време, навистина како и што самите споменавте, доста зголемен број на прегледи, на услуги, задоволни пациенти за кратко време, за 4 месеци, е зголемен бројот и на хоспитализирани болни дечиња. Со која симптоматологија, со кои заболувања најчесто, имено имајќи во предвид дека станува збор за Институт за белодробни заболувања, претпоставувам респираторни заболувања кај децата, така? Така, респираторните заболувања во педиатријата се најчести и тие опфаќаат некаде 75, а вклучувајќи ги сега кој што доминират алергиските заболувања кај децата, негде над 80% од патологијата на педиатријата е респираторно, односно алергиски заболувања. И затоа со новиот објект и со целокупната апаратура која што спомнав, може сите пациенти што ќе дојдат за многу краток временски период да ги направат сите испитувања. И тоа е посебно од полза за децата, бидејќи нема потреба повеќе да шетат од една клиника на друга клиника. Ние имаме наша микробиологија, наша биохемиска лабораторија, наши ушни лекари, спирометрија, алергологија, рентген, ехо, се она што е потребно за поставување на точна диагноза. И тоа секако за пациентите наше значение, бидејќи имаме и своји качиња, односно детски качиња и игротеки, тоа е чекат да поминат еден период таму, кој што имаме посебно едуцирани луѓе, психолози и педагози кои што работат со нив, да тоа време го поминат и да се изгуби стресот при земање на крв, при боцкање и се она што е потребно за поставување на точна диагноза. И воопшто да не ни помислуваат да не помислуваат и да повторно сакат да дојдат. Има ли фидбек задоволство, изразување на задоволство од родителите, бидејќи децата се уште се мали, посебно кога доаѓаат кај вас, доаѓаат за лоши работи, што би се рекло, во нерасположение со симптоми на некое заболување, но кај родителите дали изразуваат задоволство за новите
посовремени услови на прием, на чекање, на преглед. Точно, баш така, просто се изненадени луѓето и кои ќе дојдат во нашиот објект вика конечно да ние во Македонија имаме ваков импозантен објект. Инаку најголем број имаме и пофалби, сакаат лично бара да напишат пофалба за она што го доживееле во болницата и пациентите кои што се лекуваат кај нас, бидејќи се работи за апартманско сместување, значи нема повеќе оние соби со 4 со 6 пациенти, тука сите се двокреветни соби кои што имаат свој санитарен јазол и еднокреветни соби и имаме наша кујна која што посебно потешко болниве деца може да избират што сакат. Значи навистина но лекарите што ќе кажат тоа ќе кажат тоа, да, децата кои имаат алергиски заболувања, кои имаат нека алергија кон храна, го почитуваат нашето меню кој што ние ќе го дадеме за да можеме да ги лечиме и да навистина немаат потешкоти со нутритивната алергија. Така, навистина ми е драго што за толку кратко време пак ќе споменам огромно задоволство и кај пациентите, но срекни детски лица кога чека да го боцкаат се игра во игротека, тоа навистина многу значи за психолошката состојба на самото дете, но од друга страна, додека се градеше објектот, голем број на ваши колеги заминаа на едукација и до усовршување во еминентни странски центри со цел да научат нови методи. Како е отворена болницата, кои се нови методи се воведени во Институтот за белодробни заболувања? Така, тој период дека се зидаше новиот објект, ние го искористивме од програмата за Министерство здравство за едукација, каде што беше се покриено од сместување до наоѓање на клиника, до престој од месец дена до 3 месеци. И навистина као институции тука сме напред во однос на другите болници, затоа што над 70% нашите колеги поминаа на долгогодишен, значи по 3 месечен престој во врвни клиники, во Италија, во Љубљана, во Србија, во Турција, така да тоа се претопи во конкретни проекти, односно введување на нови методи, како што е полисомнографија, слип апнеа, сублингвална имунотерапија, видеобронкоскопија, телемедицина, што секако од значение за децата. Значи ние сме први за диагностирање на слип апнеа кај децава и представува едно задоволство, бидејќи работевме во наши колеги кои што беа во Бамбино Џезо во Италија и со колегите кои што ни беа гости од Америка, не верува дека за толку кратко време ќе успееме да ги уведеме овие нови методи и во нашите дописки што ги правиме по мејлови сите овие месеци, навистина сме пофалени бидејќи има еден огромен ентузијазам кај колегите да работат и да уведуваат нови методи што е во интерес на децата. Така, по-конкретно ја споменувате во неколку наврати слип апнеата, има ли зголемување или успешност во лекувањето, во третманот Така, како и меите како, значи тие деца веќе се поставуваат точна диагноза и ако имаат проблем со тонзилите или со данидите, ние тогаш ги упатуваме на хируршки захват. Значи детето се снима колку слип апнеа, односно колку апноични кризи има во тек на 24 часа и ако има повеќе него што е потребно кажано за нашите слушатели подобро тоа беше престанување на дишење, да. за време на спиење. Децата кои имаат зголеми надини, оно хрчење со отворена уста спиење или кои имаат мака, почести инфекции, се до тоа можеме да го докажеме, а после тоа да ги упатиме со преглед на наш ушни лекар кој што има огромно искуство со децата во педиатриската оториноларингологија, ги упатуваме на хируршки третман или пак даваме друга терапија ако се работи за алергиско заболување да се намалат тие аденоиди. Така, навистина нови методи, се надевам дека ќе продолжите и во наредниот период, со бидејќи медицината постојано оди напред, се измислуваат, односно откриваат нови начини на лекување, се надевам дека од дел од тие начини и вие ќе ги имплементирате. Така, наши колеги во овој момент се во клинички центри Љубљана, дел се во Институт за мајка и дете во Белград, некои само што се врати од Турција, од познатата клиники, така да и тие, иако мислиме дека сме многу напред, сепак кој што кажувате, секој момент се наоѓаат нови апарати, нови методи и вчера кога се слушам со мојот колега вика да ќе мораш некои нови методи да уведеме, уште некоја нова опрема да купим бидејќи сето тоа е во интерес на децата со неинвазивни методи да дојдеме диагноза и сепак да кажам да стресот го намалиме на минимум кај децата. Но и одржување на имидж на болницата. Точно. Тука ќе направиме, доктор Зафировски, една кратка пауза за реклами и ќе се вратиме повторно со разговор на околу новоизградената детска болница, односно Институт за белодробни заболувања кај децата во Косла. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте.
Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник, односно гостин во студиото е примариус доктор Оливер Зафировски, директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Со доктор Зафировски зборуваме за функционирањето, новите методи на лекување, задоволството на пациентите, посебно на родителите од новоизградениот објект, новата детска болница во Козле. Доктор Зафировски, во состав на болницата од неодамна е отворен и чинам првиот центар, самостоен центар за цистична фиброза во Република Македонија. Што значи ова центар за цистична фиброза? Да, конечно во Македонија имаме центар за цистична фиброза и тој центар е навистина наш понос, бидејќи се работи по сите европски стандарди. Со колегите од детска клиника мора посебно да изразам благодарност кон колечката професор доктор Аспазија Софијанова, професор доктор Фуштич, најдовме заедничко решение да тие деца кои што бија лекувани на клиника за детски болести има малку поинакви услови, но сега се создадоа идеални услови да поминат во нашиот центар и таа транзиција успешно моментално се одвива. Нашиот центар ги нуди сите потребни неопходни како диагностички, така и терапеутски можности за децата, бидејќи се работи за сериозно заболување, генетски наследно заболување и долго се тие лекуваат во нашата институција, но сега најдовме навистина да ги воведеме сите протоколи како за диагноза, така за лекување, така за следење и она што е најбитно да тие деца ги вратиме назад во нормален живот, да ги социализираме и да представуваат граѓани кои што ќе може да работат, а не како што беше порано. Јас се сеќавам како млад доктор кога за прв пат почнавме да работиме со тие пациенти, прво ги немаше овие лекови што сега имаат и можностите да бидат тие како нормални луѓе, а да болесте што имаат едноставно рано наутро направат физикална терапија сами, за кои што подоцна ги едуцираме и за тоа сами да го работат, си ја земат соодветните терапии и да продолжат да живеат нормален живот. Меѓутоа, направени се така, центарот е специфично направен по потребите на овие пациенти. Имав прилика и да го видам, значи изолирани се овие пациенти од останатите, бидејќи самото заболување цистична фиброза не дозволува мешање со останатите пациенти, бидејќи секој допир со бактерии значи влошување на нивното здравје. Колку соби имате на овој одел? Имате ли доволно капацитет за да се згрижат сите болни, чинам стотина пациенти со цистична фиброза во Република? Значи, овој центар ги исполнува сите стандарди на што се потребни за центар. Во нашата близина, ние поминавме во сите поблиски центри, како што се Белград, Софија, Романија, Загреб, Словенија, исто така ги немаат овие. Сите тие пациенти се сместени во еднокреветни соби, изолирани се со своја санитарен јазол и сите превентивни мерки за интрахоспитални инфекции се воведени. Дури е забранено и на наши вработени кои што не се дел од тимот за цистична фиброза да не, ако нема потреба, да не го посетуваат центарот, затоа што секој влегување значи можна за нова инфекција на тие болни. Тие болни се почувствителни кон било кој инфекција и затоа има посебен протокол за движење на нив. Така да центарот ги има исполнето сите релевантни мерки и сите потребни протоколи за заштита од интрахоспитални инфекции. Значи, дезинфекциони средства на секој влегување на сестрата мора да направи комплетна дезинфекција на своите раце, на сето тоа. Хигиеничарката што работи само во тој одел од собање до 2 сат, така да хигиената и се оно што се работи е на едно високо ниво. Би сакал осим овој центар да и сите останати болници ги имаат тие високи мерки на интрахоспитални инфекции, што и наша тенденција го правиме во институтот, но би било убаво да имаат можност и останатите болници во Република Македонија да бидат на тоа ниво. Центарот дава комплетна услуга за овие болни, од физикална терапија, која што е многу битна за самото нивно лекување, до посебна едукација, до работа со психолог, педагог и координатор, кој што цело време ги координира од докторите до целокупната нивна процедури што се
работат во тој ден, се запишува и на крај во петок обично имаме на главна визита кој што целокупниот тим на ЦЕФ кој брои повише од 20 луѓе збориме како од аспект на микробиологија, како од аспект на бактерии, како од аспект на физикална терапија, како од аспект на нови терапии кои што ги има и кај тие пациенти значи повеќе органи. Осим белите дробови засегнати панкреас, црниот дроб, значи засегнати метаболизмот нивен и има нутриционист кој што води начин која исхрана и колку калории треба да внесат од на ден. Од собствената кујна што ја споменавте. Доктор Зафировски, навистина импозантни опишувања на овој на центарот. Се надеваме дека и во иднина ќе се отворат и слични вакви центри за одредени заболувања, бидејќи има навистина доволно простор уште кај вас на клиника. Да, еве јас би го најавил дека ние понатака ќе отвориме центар за астма, бидејќи нашава институција со години, со децении ја води астмата во детската возраст и ги имаме исто воведени сите процедури. Најверојатно во септември-октомври ќе отвориме првиот центар за астма кај деца, кој што да можат да и останатите колеги ги применат тие протоколи како за испитување, како за на едно место диагноза до терапија. Так, и има потреба, бидејќи се поголем е бројот, посебно на деца кои страдаат од астма, имајќи го во предвид и аерозагадувањето, но и алергените кои се присутни во Тоа е и природата. целта затоа да има еден центар, а после по поставување диагноза тие се враќаат во нивните матични лекари, во нивните колеги кои што ги водат и понатака ќе ги следат. Терапијата ќе треба биде последена. Доктор Зафировски, имаме ние уште многу да зборуваме, меѓутоа времето е толку, се надевам дека повторно ќе бидете дел со нови информации со астма центарот кога ќе го отворите и со задоволство би биле гости овде во Здравје на Радио Слободна Македонија. Благодарам, навистина ќе се видиме пак и секој пат е задоволство да се гостува вашето Радио Слободна Македонија. Ви благодарам уште еднаш, почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Дине Вучков. Денеска сме петок, 27 мај 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје, здрава храна, здрав начин на живот во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и имајте убав викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.